Почитувани, пратениците на СДСМ не си ја заработуваат ниту платата. Во период од јули до декември 2021 година, пратениците на ВМРО-ДПМН имале 3 пати повеќе активности од тие на СДСМ. Во споменатиот период, пратениците на ВМРО-ДПМН имале 109 дискусии во собранието, наспроти 36 од страна на СДСМ. Идентично е и во бројот на репликите, каде пратениците од ВМРО-ДПМН имаат 127 реплики, додека тие на СДСМ имаат 83 реплики. Исти се и бројките кога ќе се погледне соодносот на власта и опозицијата. Имено партиите од опозицијата имаат 128 дискусии во периодот јули-декември 2021 година, наспроти 54 на тие од власта. Соодносот кај репликите е 130 наспроти 93. Бројките од активностите во собранието покажуваат дека пратениците од СДСМ и ДУИ не си ја работат работата и не си ја заработуваат ниту платата. Оваа статистика покажува колку пратениците на СДСМ и ДУИ се само марионети на Заев и Ковачевски, наместо пратеници кои ќе креираат законски решенија, тие се гласачка машина за Заев и Ахмети и сега нивниот администратор Ковачевски. Тие треба да ги изгласаат сите штетни закони за државата и народот, а кои му носат профит на врвот на СДСМ и ДУИ, како што е законот со кој се уредува одгледувањето на канабис и дозволата на извоз на чист свет наместо масо. Или пак како што е законот за создавање на паралелна видеолотарија, проект кој го туркаше Груби, а за кој што граѓаните на Тетово, Гостивар и други места се изречно против. Затоа е и нервозата кај СДСМ и ДУИ, бидејќи пратениците на ВМРО-ДПМН и коалицијата и до сега се спротиставија на сите штетни закони и не дозволија нивно проаѓање во собранието, но тоа ќе биде скоро и невозможно во наредниот период. Со активната блокада нема да дозволиме ниту најмала шанса да поминат лоши закони и ќе ја притиснеме власта на избори. Од друга страна, пратениците на ВМРО-ДПМН ќе продолжат со предлагање на законски решенија за подобар стандард на граѓаните. Ви благодарам.